Над 190 милиони евра наплатила царината во април. Споредбено со истиот месец лани, во државната каса се слеани речиси 13 милиони евра повеќе. Зголемени приходи се забележани од данок на моторни возила, царина, акцизи. Вкупно од почетокот на годинава, за 4 месеци се наплатени 670 милиони евра, што е за 26 милиони повеќе од лани истиот период. Овие средства значат повеќе инвестиции за капитални проекти, за училишта, градинки, болници, патишта, повисоки плати и пензии, за поконкурентна економија, вели првиот човек на Царинската управа Бобан Николовски. Премиерот Мицкоски очекува наплатата да биде уште поголема. Во услови на пониски цени на нафтата и нафтените деривати, сепак зголемена е наплатата. Очекувам во периодот уште повеќе да се зголемува, што ќе каже дека во минатото голем дел од тие средства завршувале во приватни джебови, а денеска завршуваат во буџетот и преку проекти од буџетот се враќаат назад кај граѓаните. Мицкоски најави нова инвестиција со над 200 вработени. Почетокот, како што рече, се очекува за 1 до 2 недели. Минатата година ја завршивме со историски рекорд, кога станува збор за странските инвестиции, 1.255 милиони евра. Само во последниот квартал е повеќе од 400 милиони евра. Како ќе биде оваа година, ги чекаме податоците од првиот квартал. Се надевам дека таа ќе биде исто така подеднакво успешна. Можам да најавам дека за недела-две од денеска почнуваме со нова инвестиција од неколку десетици милиони евра со повеќе од 200 вработени, кои што ќе учествува значително во бруто домашниот производ на Македонија како држава. Во меѓувреме, јавниот долг се спушти на најниско ниво во последните 5 години, во првиот квартал од годинава. Долгот се намалил за 4,7 поени на 57,7% од БДП. Мартин Арсов, Сител телевизија.